Секое патување со воз нуди убав панорамски поглед на природата и ви дава можност да го доживеете и да уживате во патувањето исто колку и самата дестинација. Само седнете, опуштете се и оставете ги сетилата да впиваат искуство. Патувањата може да траат само неколку часа, но искуството трае цел живот. До некој од најдобрите дестинации низ целиот свет може да се стигне само со воз. А возовите имаат рустикален, стар, класичен шарм, кој што е неодолив. Дали ќе се нормализира железничкиот сообраќај и кога? Кога зборуваме за железничкиот сообраќај, треба да знаеме дека имаме два дела, тоа е делот на патничкиот сообраќај и делот на товарниот сообраќај. Со оглед на тоа што во јуни месец 2024 година што го наследивме како состојба, односно како бројни средства, возови, локомотиви и вагони кои што ги имаме на располагање, можам да кажам дека за овие 6 месеци сработивме многу, бидејќи во јуни месец ние начекавме, односно наследивме во делот на товарниот сообраќај само две исправни локомотиви електро и една дизел која што беше половична, значи не беше во функција со сите влечни мотори. Додека пак во делот на патничкиот сообраќај наследивме ситуација на многу укинати патнички линии. За овие 6 месеци успеавме со помош на вработените кои што работат во одржување на возовите да вратиме поголем број на локомотиви и на патнички возови. Со тоа делот на товарниот сообраќај успеавме целосно да го нормализираме, така да можам сега да кажам дека товарниот сообраќај е целосно нормализиран со сопствени локомотиви. Во делот на патничкиот сообраќај вративме неколку патнички гарнитури во функција, што значи почнавме да ги враќаме и оние укинати патнички линии. Ја вративме линијата за Кевгелија, која што беше подолго време укината. Исто така пред две недели го вративме и патничкиот воз за Куманово, така да продолжуваме со уште посилно темпо да ги оспособиме оние патнички возови кои што ги имаме тука на располагање, кои што не се во функција и не биле доволно одржувани и заради тоа биле изфрлени од сообраќај. Ние со наши собствени сили, со нашите вработени, успеваме да ги вратиме во сообраќај, за да можеме да ги вратиме и следните укинати линии, да ја вратиме линијата за Кочани и за Штип и да ја вратиме патничката линија за Кичево, Тетово и Гостивар, кои што повеќе од 3 години не се во функција и во служба на граѓаните на Република Македонија. Во каква кондиција ни е железничкиот сообраќај? Кога зборуваме за кондиција на железничкиот сообраќај, тука можеме да го поделиме на два дела. Во делот на инфраструктурата и во делот на сообраќајот, односно во делот на превозот. Во делот на инфраструктурата за тоа се грижи јавното претпријатие за железничка инфраструктура и таму се прават планови, колку што имам информација за следни ремонти кои што ќе следат на пругата и онај најавуван проект за брза пруга, кој што ќе значи многу за подобрување на услугите, на квалитетот на железничкиот сообраќај во делот на патничкиот и во делот на товарниот сообраќај. Во делот на транспортот, каде што сме ние сега во Македонски железници транспорт, она што ние го имаме на располагање како возови, се што можеме ние ќе ставиме во функција, меѓутоа за унапредување на сообраќајот, односно за отварање на нови патнички линии, она што најмногу ги интересира граѓаните на Република Македонија, делот на патничкиот сообраќај, затоа што тоа е тоа што се гледа, тоа е тоа лицето на железницата, додека пак товарниот сообраќај, оној кој што го носи приходот во предпријатието, е тој што не го гледаат граѓаните, значи во фокус на граѓаните е патничкиот сообраќај. Во тој дел потребни се континуирани инвестиции во набавка на нови возови, локомотиви и патнички вагони, со цел да се обнови и модернизиран постоечкиот возен парк. Еве во депото каде што се одржуваат возовите,
Може да видиме како се одржуваат возовите. Да. Моментално се наоѓаме во дизел депото, во Македонски железници транспорт. Тука ги одржуваме овие локомотиви, овие се дизел локомотиви, стари локомотиви произведени 60-тите години, популарно наречени Кенеди. Тука се нашите луѓе, после секое движење на локомотивата, таа подлежи на редовен преглед, редовен сервис, доаѓа тука на овие платформи, се извршуваат сите редовни проверки и повторно локомотивата продолжува да се обраќа по македонските пруги. Овој тип на локомотиви се помалце ги има, меѓутоа се функционални и ги користиме најчесто во делот на товарниот сообраќај. Она што е поправено, она што е направено, мора да го провериме. Точно така, моментално се наоѓаме во една дизел моторна гарнитура, која што толку излезе од работилница, моментално нашите вработени прават тест на дизел моторот, можете да го видите тука, за тоа е тргнат овој поклопец. Во моментов се прави тест на дизел моторот да видиме дали има некои проблеми. Доколку нема, се затвора и продолжува да функционира понатаму во сообраќај. Доколку има, се враќа во работилница и нашите вработени се грижат да го отстранат дефектот со цел да имаме сигурен и безбеден железнички транспорт. Подружницата за влече и одржување влечни средства во својата функционална поставеност извршува специјализирани видови поправки на влечните средства и функционира како еден вид ремонтен субјект кој изведува ремонт на мали и големи електрични машини за сопствени потреби, ремонт од голем и среден обем на електрични локомотиви, ремонт на лесни дизел мотори за сопствени потреби и ремонт на компресори за сопствени потреби.